поголеми плати за сите здравствени работници. Од 1 април со линеарното зголемување по 2500 денари по високи приходи ќе добијат сите вработени во јавниот здравствен сектор. Согласно ноемвриското покачување и ова во април, вкупниот раст на платите сега достигна 4815 денари. Уште повисоки се примањата на медицинските сестри. Со новото покачување тие сега ќе добијат зголемување на платата за 6200 денари. Министерот за здравство Таравари рече дека ова е најголемиот реален пораст на платите во последната деценија. Овие бројки не се само статистика, тие значат многу повеќе сигурност, поголема мотивација и заслужено признание за макотрпната работа на илјадници лекари, сестри, техничари и административен персонал. Просечната плата во здравството сега достигна 50.200 денари, а целта на владата, како што рече Таравари, е да се изгради здравствен систем во кој професионалците ќе се почувствуваат ценети, мотивирани и подготвени да останат да работат во Македонија. Со ова зголемување испраќаме порака дека достоинството на здравствените работници не се преговара. Тоа се брани и се унапредува. И ова е само почеток. Министерството продолжува со работење на системски реформи насочени кон унапредување на работните односи. Исто така и на работните услови, дополнително образование и професионален развој со цел да се обезбеди стабилност и квалитетен здравствен систем, како и да се зајакне довербата на граѓаните во јавноздравствените установи. Зголемувањето на платите во јавното здравство е во рамки на спогодбата која премиерот Мицкоски и министерот Таравари ја постигнаа минатата година, а со која однапред е планиран повеќе годишен раст на платите во јавното здравство. Мицкоски на социјалните мрежи напиша дека со инфлацијата реалниот раст сега изнесува 9,4% во споредба со периодот од 2021-2023 година кога достигнал 3,8%. Македонија повторно станува ваша, напиша Мицкоски.